Вирусниот хепатит А или жолтица е заболување кое се пренесува по орален пат. Жолтицата уште се нарекува и болест на нечисти раце. Обично се јавува во земји со низок животен стандард, кои имаат нерегулирано водоснабдување, а често прераснува и во епидемија. Симптоми на болеста се зголемена температура, слабост, губиток на апетит, гадење и повраќање, понекогаш пролив и појава на пожолтување на кожата и белките на очите. Заразна жолтица представува инфективна болест, која е цревна инфективна болест, која се пренесува преку загадена вода и храна. Опфаќа повеќе врсти на хепатити, на заболување на црниот дроб, а сега ова што е актуелно, тоа е хепатит А, пошто има и други хепатит, хепатит Б, хепатит С и други. Са карактеристика на хепатитот А, у однос на хепатитот Б е тоа што хепатитот А се пренесува преку загадена храна или вода, а додека хепатитот Б има парентерален пренос, не преку храна, не преку вода, него преку шприцови, преку инекција, парентерален пат. Како за секоја жолтица, има иде под ниво на цревна инфекција, може да добие пролив, повраќање, налаксаност, стомашни тегови и на крај обично се препознава кај луѓето од кога ќе пожолте. Како илустрација, не сите болни што ќе дојде у контакт со вирусот на хепатит А ќе пожолта. Многу од нив под форма на една цревна инфекција ќе прележа без да пожолта. Хепатитот А карактеристика е тоа што се прележува еднаш за цел живот и многу често од нас ние не знаеме дали сме прележале, а тек со испитување на крвта може да дознаеме дали некогаш во животот сме прележале хепатит А. 99% од пациентите заболени од оваа болест поминуваат без никакви последици, вели доктор Зафировски. Во Тетово веќе подолго време нема регистрирано случаи на заразна жолтица. За тие епидемии, хидрични епидемии да биде од експлозивен карактер, за едно кратко време да се појава голем број на пациенти. Кај нас, на наше оделение, до сега немаме регистрирано хепатит А подолго време, што би значило дека релативно имамо добро водоснабдување и едно поголемо високо ниво, бидејќи хепатит А е одраз на на висината на еден животен стандард. Секојдневното одржување на хигиенските навики, миење на храната пред конзумација, користење на хигиенски исправна вода се дел од препораките за да се спречи ширењето на болеста. Ваквите активности се преземаат по прогласувањето на епидемија од жолтица во Штип и Скопје.